Здраво, ракови, ова ќе бидат вашите пораки за месец октомври. Тарот пораки или пак она што остана за жал од месец октомври, но тоа што е, ајде да видиме што има овде за вас. За некои ракови, јас гледам дека вие се обидувате нешто да постигнете. Вие сакате да постигнете некоја цел. Сега таа цел вие лично знаете што е за вас конкретно. За некои од вас е да остварите нешто, да добиете нешто, да помогнете некому во нешто. Како и да, вие сте фокусирани на оваа работа максимално и правите се што можете да го остварите ова што сте го замислиле. И сега сте во некоја преписка, сте во некои преговори, сте во некои планови, планирања, можеби за себе лично, можеби за некој ваш близок, можеби вие се обидувате од државата нешто да добиете, може се обидувате од фирмата, компанијата, институцијата во која работите, од некој повисок во општеството се обидувате вие да добиете нешто, но барате помош. Всушност, барате помош како да го остварите ова што го посакувате. И сега, она што јас сакам да ви го кажам и она што е порака овде за вас е дека вие треба да размислите на чија врата тропате, затоа што вие тропате на погрешна врата. Вие сето ова го планирате со погрешни луѓе. Јас жал морам тоа да ви го кажам, но овие луѓе кои се вклучени во ова, за вас имаат само празни ветувања. Дори вие до тој степен сте да го стварите нешто, дори би дале нешто, сега не сакам да споменувам мито, корупција или нешто слично, меѓутоа сте подготвени на тоа. Но доколку размислувате, ве молам, внимавајте, може да се излажете, може да изгубите нешто лично во ова. И предпазливи бидете во секој случај. Значи, внимавајте кому барате помош. Немаат сите добри намери, внимавајте што ви ветуваат другите, немаат сите искрени намери. Внимавајте со кого споделувате нешто од ова. Како и да е, за да дојдете до остварување на ова што сте го замислиле, моментално, она што треба да го направите е да смените перспектива и да смените вратата на која тропате. Значи, може да се однесува на било што, може да е лично за вас, може да е за некој ваш близок. Како и да е, треба да бидете предпазлив. Ако е нешто лично за вас, можеби вие сте тие кои премногу давате, се трошите, тоа зборот трошење, сватете го кој како можете, некои финансиски се трошите, некои енергија многу трошите, некои што имате трошите, но мислам дека другите не го ценат тоа онака како што би требало и колку што би требало. Тоа е тоа околу првата порака, и сега втората порака за вас е следна. Вие ракови, многу од вас раковите сте во некоја идеална ситуација во животот. Идеална ситуација подразбира на емотивно, на финансиско, на здравствено, на претежно, на секое можно поле, вие сте во идеална ситуација. Меѓутоа, не сум сигурна дали тоа го гледате доволно добро или пак дали го цените тоа доволно. И некако го сваќате тоа као здраво за готово. А треба да бидете многу посрекни, многу повесели, дури да се радува, некако пораката за вас е да се радувате многу повеќе овој месец, да славите многу повеќе, да излегувате многу повеќе, да не се затварате дома и да ги сваќате работите така едноставно. Едноставно погледнете наоколу се она што имате, се што сте постигнале, се што е ваше, ќе сватите дека вие треба да бидете многу и вие сте многу среќни луѓе. И сега, некои од вас пак што имате во својот живот некои од огнените знаци, овен лав стрелец, може би за некои од вас кои имате тако во животот, пораката е дека овој месец многу ќе ве израдува, ќе му се случува нешто или ќе направи нешто во животот која за вас ќе биде многу еден голем извор на среќа.
сега ода, јас гледам и пари, меѓутоа не мора да значи. Секој од нас нешто го радува. Некој го радуваат пари, некој го радуваат емотивни нешта. Како и да, вие ќе бидете радосни и среќни, за некој кажав ќе бидат пари во прашање, за некој ќе бидат забави, активности кои многу ќе ве исполнат и можеби вие сите кои сте заборавиле да му се радувате на животот, овој огнен знак ќе биде иницијаторот за вие да се радувате многу повеќе, можеби ќе приреди забави, можеби ќе ве поттикне на патувања, на едноставно работи каде што можеме да уживаме во животот. Ако пак некој од вас имате во вашата натална карта нешто од огнените знаци, можеби сте подзнак, овен, лав, стрелец, можеби вие сте тие кои сами ќе бидете поттикнувачот и иницијаторот на забави овој месец. Забавување, излегување со пријатели, уживање во храна, вино и се што нуди животот. Едноставно, многу добра карта, многу добри ситуации и искористете ги максимално овие денови и овој период. И сега следната порака за вас, ракови, овој месец е дека јас гледам дека некако енергиите се надополнуваат, но слично со претходно што ви зборував, некоја огнена енергија има во вас, силна огнена енергија, можеби вие станувате многу поамбициозни, можеби станувате многу поактивни овој месец. Тоа активно може да биде и некако сексуално повеќе активни од вообичаено и чувствувате некаква страст, чувствувате потреба да направите нешто повеќе за себе, повеќе за партнерот, повеќе во врската. Меѓутоа овде не се работи само за задоволување на страсти, никако, овде има и многу енергија, многу љубов, многу убава енергија, сакам да кажам, многу љубов, многу чувства, многу емоции. Сега можеби вашиот партнер пак е во некоја друга емотивна ситуација каде што не е толку опуштен како вас, не е толку спремен на некакви активности. И оваа карта можеби повеќе ќе ви објасни од моите зборови. Се чувствува некако затворен во себе, не може да се изрази, не може да се ги изрази чувствата, потребите и се затворил во себе. Сега вие тука ќе преземете нешта и ќе му понудите многу емоции, многу начини како да се опушти, ќе го обсипете со љубов, со страст, и сето тоа многу добро ќе влијае. Вие ќе правите се за да го натерате да ужива, да ја натерате да ужива заедно со вас. Ќе прожите многу љубов, ќе прожите многу емоции и сега за некои, да, вие сте тие што го правите тоа, за некои пак ракови, тоа е обратно, можеби партнерот е во некој од овие знаци и партнерот е тој што ќе направи се за вие да се чувствувате многу убаво и на емотивно, емоционално поле и во поглед на задоволување на сетилата, ќе направи се што може, ако пак не партнерот, туку вие сте во оваа состојба, ќе ве извади од оваа ситуација и ќе почнете многу повеќе и порелаксирано да гледате на нештата и да уживате во животот. И тоа е тоа околу таа порака и таа карта. И сега, следно за вас што гледам е следно. Ова малку повеќе се разликува од она до сега што го зборувавме. И ова е ситуација каде што вие треба да сватите дека таа тврдоглавост ништо не ви носи. Има нешто, има некаква ситуација, некое поле од животот каде вие сте тврдоглави, повеќе тврдоглави од било кој на светов. Ова буквално ви го кажувам, затоа што вие упорно не гледате дека има и многу други методи за решавање на нештата или за случување на нештата отколку она вие што сте го замислиле.
овде вие дури сте се ограничиле само на нешто и не прифаќате дека има и други разни начини. А другите начини се многу позабавни, многу полесни, многу повесели од она што вие сакате и како што вие сакате да ги правите нештата. Можеби ќе бидете во ситуација каде што ќе дојдете до конфликт, не она конфликт буквално, не го сваќајте тоа така, туку ќе треба да другите да се обидуваат да ви нацртаат дека не е тоа така како што вие сте го замислиле. Има многу повеќе начини. Дури има ситуации во животот на некои од вас раковите каде што ќе треба да видите дека има и многу поинакви начини за правење на нештата кои ќе ве остават вчудо невидени. Сега за некои од вас ова ќе биде и многу чудно и затоа можеби и тешко вие да го прифатите, затоа што начинот кој ви се нуди и начинот кој другите го бараат од вас е малку апстрактен, малку чуден, магичен, како магија некоја. Вие не верувате многу во магија. Ова е за тие што не верувате во магија. И ќе видите дека да, функционира. Зошто, како не знаете, нити па некој друг може да ви објасни, меѓутоа да функционира. Во секој случај прифатете ако некој нешто се обидува да ви докаже, затоа што не е само вашиот начин тој кој што сте го зацртале. Јас не велам дека вие нема да успеете и на тој начин како што вие знаете тоа да го правите. Дека успеете, меѓутоа многу успехот ќе дојде одложен, успехот ќе дојде макотрпно. А она што вам ви се нуди е поинаков начин, многу побрз, многу повесел, многу поинтересен. Можеби ако е во врска со здравјето, некоја алтернативна медицина, која вие не верувате. На крајот на краиштата што има да загубите? Пробајте се што ви се нуди и ве молам, никако не бидете око тврдоглави. Едната порака која имам за вас ракови во месец октомври е дека вие овој месец нешто ќе завршите толку добро што ќе бидете на седмо небо заради овој успех. Не знам што е, вие знаете, може би е поврзано со работата. Ако е поврзано со работата, тоа се однесува на тие што во својата работа во нивната работа вклучени се некакви острици, некакви игли, некакви ножици, можеби медицина, во медицината, можеби некаде каде што има алати, било каква и да е таа работа, не знам. Меѓутоа вие толку добро ова ќе го направите што многу ќе останат чудно видени, меѓутоа тие другите не се важни, она што е важно е вашето лично задоволство. Толку ќе бидете задоволни и исполнети со самите себе си што дури ќе се почувствувате во некој момент како нарцис. Едноставно ќе си дадете време да уживате во ова што сте го оствариле, затоа што буквално сами го направивте и ова не беше нити макотрпно, нити многу време ви одзеде, ова буквално ви дојде како идеја од небо, во состојба на мирување кога сте, меѓутоа тоа е многу важно, кога сте биле во состојба на мирување, тогаш дошла оваа идеја и вие сте донесле совршено добра одлука. Ќе бидете, некој од вас е многу голема, ќе бидете многу почитувани заради ова, некој од вас пак каде што се вклучени повеќето луѓе или пак семејството или домот, ќе биде период на среќа, период на задоволство, на успеси, радост со семејството, со фамилијата. За некој од вас ова е порака каде што вие не знаете каква одлука да донесете или како да пристапите кон нешто, како да постапите во одредена ситуација. Пораката за вас е да си земете време, да си дадете време, да се осамите. И сега, тие што медитирате е супер, одлично во моменти на медитација, тие што не медитирате, пробајте да бидете малку сами, и почекајте универзумот сам да ја донесе идејата во вашиот ум, затоа што само така ќе се роди таа идеја и таа одлука
оно што вие не го знаете, едноставно мора да дојде преку некоја поголема сила. И така и ќе дојде, сами не можете да знаете. Ќе дојде како некаква инспирација од некаде. Меѓутоа мора да го направите тоа дали преку медитација, јога, осамување или едноставно земете си 5 минути од денот, одморете го умот, не размислувајте на ништо и токму тогаш ќе дојде решението. И тоа е тоа за октомври, ракови. И ние се гледаме во следното видео.